Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Дечки, како сте? Добри! Расположени? Да! Подготвени да одиме во една нова и многу интересна авантура? Да! Денеска, драги гледачи, ве земаме и вас заедно со нас и ќе одиме на едно од најубавите, најинтересните и највозбудливите места во градот Скопје, а може да се каже и во целата држава, а тоа е Скопската зоолошка градина. Дечиња, сакате ли вие животни? Да! Има ли од вас некој животно? Чувате ли дома? Има некој чува папагалче, некој чува рибче, некој маченце, некој кученце, но денеска ќе одиме да видиме многу интересни животни, какви што дури и не живеат овде кај нас, ќе видиме животни од цел свет собрани на едно единствено место во Скопската зоолошка градина. Ако сте подготвени, тргнуваме, може? Да! Ајде, 3, 4, је! Заминуваме, а вие гледачи доаѓете по нас. Одиме! Како што кажав во најавата, почитувани гледачи, денеска сме специјални ексклузивни гости во Зоолошката градина во Скопје, а веднаш кај до мене се наоѓа Весна Левајковиќ Трајков, која што е наш денешен домаќин. Весна, здраво, живо и добро дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Здраво, добре дојдовте во Зоолошка. Добре дојде Супер Звезда. Здраво, дечиња. Еве, јас лично се чувствувам прекрасно, како и секогаш расположени за децата, тука сме за нив. Пред се зоолошката постои за децата. Секогаш расположени да излеземе во пресрет и на снимање, и на индивидуални прашања. И на разгледување, и на све. Денес ќе имаме интересен ден, се надевам овдека, и не само ние од Супер Звезда, покрај нас и нашите гледачи ќе имаат можност да научат некои многу убави интересни прашања, така да почитувани гледачи, останете со нас, ова ќе биде многу интересна и возбудлива емисија. Весна, дали сте подготвена да ни давате одговори? Секако, да. А Супер Звездички, подготвени да прашувате? Да! Кој ќе го постави првото прашање? Ајде, еве да почнеме од овде. Злато, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Теодора и моето прашање од кога постои оваа зоолошка градина? Благодарам, Теодора. Весна, ќе ни кажете ли, се знае ли од кога постои зоолошката градина? Се знае да постојат податоци дека зоолошката градина е формирана 1926 година, значи во минатиот век е тоа. Оваа година е 90 години како постои зоолошката градина. Значи, оваа година ќе се слава дури 90 години од постоењето на зоолошката градина. Благодарам, ајде да видиме кој ќе го постави следното прашање. Ајде, Злато, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Константина и моето прашање е кој е основал зоолошката градина? Убаво прашање, Константина. Се знае ли кој е оној кој што е основоположник овдека на сето ова што денес имаме можност ние да го видиме и да го уживаме? Да, се знае. Таа 1926 година од страна на трочлена комисија е формирана, основана е оваа зоолошка градина и од тогаш е и отворена, а основач на таа трочлена комисија, иницијатор за оваа зоолошка градина е Станко Караман. Истиот кој што го има основано и Природонаучниот музеј во Скопје, така ли? Истиот, да, бидејќи тогаш во исто време е основана и зоолошката градина и Природонаучниот музеј. Тогаш работеле во една целина? Да, тогаш биле заедно како една институција. Но подоцна предпоставувам дека се делат. Подоцна се делат со децентрализацијата, се делат они остануваат национална институција, ние сме јавна под градот. Градот Скопје. Ви благодарам. Ајде сега да одиме, имаме уште прашање. Еве, Злато, ајде малку ќе смениме вака, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Нина и моето прашање е колку била голема првата зоолошка градина? Прекрасно прашање, Нина. И мене ме интересира, била ли волку голема како денеска, што е или била помала? Не била волку голема, значи кога се формирала, кога ја направиле, била мала зоолошка градина на само околу 2 хектари се протегала и не била волкава, меѓутоа на истата локација како што е и денес. Значи се наоѓа на истата локација, но била многу помале, далеку помало од ова што имаме можност да го видиме денес. Супер, гледате колку интересна приказна има зоолошката градина во Скопје, а ние денеска тоа и ќе го научиме овде. Следно прашање поставува кој? Повели Софи, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Софија и моето прашање е со колку вработени почнало да работи оваа зоолошка градина? Убаво прашање, Софи, ти благодарам. Се знае ли зоолошката градина со колку луѓе почнала да работи? Па нема точни податоци од самото основање од 26-та година колку луѓе почнале да работат. Нашите податоци кои што се во нашата евиденција се од 48 година за вработените кои што се вработени од 48 година што работат во градината, во зоолошката. Најверојатно, бидејќи тоа време кога се формирала била заедно со музеот, тие податоци се предпоставувам
во Природонаучниот музеј и не се знае точно колку од тие вработени биле задолжени за За зоолошката Да. градина. Така, но 48 навака веќе си има ред и се знаат. Од 48 година навака да постојат податоци. Одлично. Ајде да видиме следно прашање. Леона, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Леона и сакам да прашам колку животни имало во првата зоолошка градина. Прекрасно прашање. Ти благодарам, Леонче. Колку животни имало во првата зоолошка градина кога сте почнале далечната 28 година? 26. 26. Да. Нема точен број на животни кои што биле тогаш, меѓутоа со самото тоа дека е направена на мала површина, податоците се дека е направена на мала површина на само околу 2 хектари со мал број на животни. И точниот број на колку животни, колку вида на животни биле тогаш, го немаме. Не се знае исто така. Добро, супер. Ајде продолжуваме понатаму. Имаме уште прашање. Кој ќе го постави следното прашање? Повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Ефигенија и моето прашање е дали е вистина дека земјотресот и поплавата направиле големи штети на тогашната зоолошка градина? Благодарам. Точно ли е дека значи еве земјотресот и поплавите направиле големи штети во зоолошката градина во тоа време? Да, тоа е точно. Значи со поплавата во 1962 година бројот на животните се намалува на речиси 50% од постоечкиот број, бидејќи знаеме зоолошката е блиску до реката Вардар, а поплавата се случи заради излевањето на коритото на реката Вардар. Но Голем дел угинале. да, голем дел од животните не успеале да се спасат, за жал. Бројот на животните тогаш се намалил. Меѓутоа, за жал, наредната година, 1963, се случува катастрофалниот земјотрес во Скопје, каде што исто голем број на животни и објекти се имаат срушено и многу животни имаат настрадано при земјотресот. Значи таа катастрофа драстично го има сменето ликот на тогашната зоолошка градина. Да, во земјотресот се имаат уништено, како што кажав, многу објекти кои што постоеле, како што може да се забележите и на сликите од порано и сега не е исто и позицијата на објектите не е иста. Меѓутоа, после тоа со реконструкцијата на градот Скопје, со обновувањето на градот, се обновува и градината. Од 63 година се обновува градината и веќе почнува со нови живеалишта, нови животни, И добива нов лик. нов лик, да. Учите ли убави работи, дечиња? Ви се допаѓа овдека? Верувам дека и нашите гледачи уживаат исто толку колку што уживаме и ние. Ајде да поставиме уште едно прашање и да направиме една кратка пауза. Кој не постави прашање? Еве ти, Злато, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас се викам Ирина. Моето прашање е кога зоолошката градина го добива ликот кој го има денес? Ти благодарам, прекрасно прашање, Веста. Кажете ми, значи, претпоставам дека по земјотресот зоолошката веќе добива нов лик, но кога дефинитивно го добива ликот? Така, по земјотресот со обновувањето значи на градот Скопје и зоолошката градина почнува да се обновува, така да во таа 1963 година го добива површина, се проширува градината на околу 10 хектари, значи од тие два со кои што почнала во 26-та, веќе во 63-та е 10 хектари, се зголемува, го има овој лик, меѓутоа во 2006 година, ако јас сум со добри податоци, добива уште 2 хектари градината, значи сега сме на 12 хектари и од тогаш е таа површина на градината, значи 12 хектари со овој лик што го има. Конечно, Скопје веќе добива една нормална, голема, убава, прекрасна зоолошка градина по европски и светски стандарди, со која што може да се гордее целата наша држава. Јас ви благодарам уште еднашка за овој прекрасен разговор. Ќе ги симнеме сега рачињата, малце да одмориме ние вашиот договор, но нека одморат и нашите гледачи, а веднаш потоа се враќаме овдека со нови информации, а во меѓувреме, како што најавив, правиме пауза. А сега, почитувани гледачи, веднашка до мене се наоѓа Афродита Терзиевска-Таневска. Афродита, добро ни дојде во Супер Звезда, како си? Ве најдовме, супер сум. Мораме да кажеме дека си ти она првата инстанца. Ти ги пречекуваш сите оние кои што доаѓаат овдека во зоолошката градина и работиш на благајната, така ли? Да, на благајната. Какви посетители доаѓаат од овдека? Од каде се доаѓаат посетители? Посетители имаме од секаде. Највеќе имаме од Скопје, значи тие ни се најредовни, некои доаѓаат секој викенд,
Значи си ги знаеме, веќе си ги научивме. Меѓутоа имаме од сите градови на Македонија, доаѓаат од јужните делови на Србија, многу често имаме од Ниш, Косово, имаме многу редовни посетители, значи секој викенд имаме од Косово, имаме странци, значи туристи што доаѓаат да го видат Скопје и покрај другото сакаат и золошката да ја видат. Значи и странци доаѓаат. Буквално од секаде имаме посетители, да. Прекрасно. Напорно ли е да се работи овдека на Благајна со оглед на тоа дека саботите, неделите на вистина има навалица на многу луѓе? За викенди е напорно, значи за викенди буквално немаме време за пауза ние што работиме со билети. Колку посетители доаѓаат во еден викенд, на пример, е вака? Многу, значи многу посетители доаѓаат. Не стотици, напротив илјадници, значи така буквално. Значи сега да не кажуваме бројка, ама стварно сме преплавени со посетители. Е прекрасно да сте ни живи и здрави. Кажете ми, има ли голем интерес за возење со вовчето тука исто така? Вовчето секој викенд ни е преполн. Секој викенд. Значи можете да дојдете од 11 до 16 часот и да се уверите колку е полно Вовчето, значи нема место. Вовчето е една од главните атракции тука во... Ние тука Вовчето, исто така атракција и организираме родендени тука, работилници, организираме представи, значи имаме многу поволности. Значи, секакви видови на активности може да се најдат овде. Да, јавање на пуни кончи имаме исто така. Да. Кажете ми, многу минаје вака сакаат да знаат, кога е најубав момент да се посети зоолошката градина? Значи, секој дел од денот е термин што вреди да се посети зоолошката. Значи, не знаете во каков момент ќе ги начекате животните. Значи, ќе начекате некој момент нежен помеѓу мајка и малечко. Како се сакаат? Да, некоја нивна палава игра може да начекате. Или, например, да дојдете во 11 часот или во 2 часот, кога ги раниме морските лавови, па да видите они каква представа прават, какво шоу прават. Да, тоа е невиден спектакл, ќе имаме можност да видиме многу интересни работи, почитувани гледачи во оваа емисија. Да ве прашам, колку чини влезницата овде? 50 денари, значи символична е цената, 50 денари. За дечиња помали од 3 години не зимаме пари. А деца што се помали од 3 дури и не плаќаат. А има ли поволности за останатите? Да, имаме поволности, значи бесплатен влез имаме за лица со специјални потреби, имаме за лица со хендикеп, за деца болни од аутизам, за нив е секогаш бесплатно. И установи, значи што се грижат за деца што се без родители, секогаш е за нив бесплатно, значи без компромис, без ништо, само доаѓаат и кажуваат дека се од таква установа и немало никогаш проблем. Секоја чест да не бидете живи и здрави. Студенти, да кажам, за студентите секоја среда е бесплатно со легитимација да дојдат и за средношколците е среда, а за студентите е четврток. Така, да прекрасно. За да дојдат, да. Ете, ајде да ги поканиме сега сите оние кои што биле повторно да дојдат, а оние кои што не биле обавезно да дојдат да видат какви све чуда крие Скопската зоолошка градина, а сега ние почитувани гледачи одиме да видиме какви све тајни има овдека. Тргнуваме. Се надевам дека и вие уживате, почитувани гледачи, во ова денешно издание на емисијата Супер Звезда, која снимаме денеска токму овде на ова прекрасно место во Зоолошката градина Скопје. А до мене сега се наоѓа директорот, чест ми е да ви го представам, господинот Јорданчо Милошевски. Добар ден и добре ни дојдовте, директоре, во Супер Звезда, како сте? Најдовме, окей. Многу ми е драго што ни овозможивте и денеска да уживаме овдека, да бидеме ваши специјални гости. Назад неколку пати снимаме заедно емисии, доаѓаат ли и други екипи снимаат ли овдека доста емисии? Па снимаат доста, доаѓаат различни телевизии, снимаат од тука, од околните земји, од Бугарија, од Србија имаат снимано тука во Зоолошката градина, пошто има и што да се сними. Така, значи секогаш буди интерес за Зоолошката градина и континуирано нешто се менува. Не ја има задржано формата вака по долго време. Да, постојано Зоолошката градина се, да кажам дека веќе 7-8 година е под реконструкција, се градат нови живеалишта, нови животни се носат, постојано нешто се случува, значи такви се зоолошките градини воопшто во целиот свет. Постојано се случува нешто, се доградуваат нови живеалишта за нови животни, се градат нови живеалишта и така натака. Ајде да видам сега, супер зричките, дали имаат подготвени прашања? Да, сака некој да постави прашање? Еве ќе почнеме од овдека. Димитри, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Димитри и моето прашање е како е да се биде директор на Зоолошката градина? Ти благодарам, Димитри, прекрасно прашање. Како е да се биде директор? Па вака, јас сум тука директор негде околу нецела година. Претходно работев исто во Зоолошката градина како биолог кустос. Како е да се биде директор? Пошто доаѓам од таа истата институција, тука работев подолго време,
Лесно ми е да работам со сите обврски задачи кои што се во зоолошката градина секојдневни, затоа што доста имам искуство во тој аспект. Но како директор секако треба да се организираат и голем број други работи, инвестиции, комуникација со други зоолошки градини, со различни институции од државата и од странство. Така да доста напорна, да кажам, работа и доста разнообразна. Значи покрај тоа што се грижам за животните, организирам сето тоа околу донесување на нови животни, нови живеалишта. Тука сега доаѓаат и различни инвестиции, нови јавни набавки, тендери, градење на нови живеалишта. Значи доста комплексна е целата работа да се биде директор, посебно на ваква установа каде што постојано се случува нешто, постојано се гради нешто, се надградува, така да не е лесна работата. Имаме 46 вработени, за сите треба да се мисли, така натака. Значи со еден збор доста комплексна работа. Благодарам. Да видовме дека не му е лесно многу на директорот да видиме следно прашање кој ќе постави. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Теодор, сакам да го прашам директорот од што се состои неговата работа. Прекрасно прашање, Теодор. Во што поточно значи се состои вашата работа? Па напоменам, значи во првото прашање неколку работи, значи тоа е пред се организацијата, координирање на сите служби во зоолошката градина. Имаме нели правна служба, имаме стручна служба, имаме едукација, дел за едукација, така да координирање на сите три сектори, да ги речем, во зоолошката градина. Луѓето кои што се одговорни на тие три сектори. Потоа комуникација, како што спомнав, најважно е одржување постојани контакти со Министерството за култура, под каде што спаѓаме, потоа под комуникација со градот. Ние сме јавна установа на град Скопје, со секторот за култура посебно, со работка сите настани се случуваат тука, одат во координација со тој сектор. Потоа состаноци нормално со стручниот тим во зоолошката градина, секој понеделник имаме состаноци со стручната служба, со биолози, ветеринари, едукатори. И за таа седмица договараме што како треба да се работи во кој сектор, што е планирано, така да доста е, како да кажам, работата е разнообразна. Значи има дел кој што се бави со правните работи, дел кој што се бави со стручните работи, едукацијата. Така да координацијата на тие три сектори е доста битна. Секој сектор да си работи како што треба. Имаме нормално програма за работа, годишна програма, месечна, тромесечна програма и да се остварува таа програма и да се оди кон унапредување на зоолошката градина, односно збогатување на фондот на животни. И тоа. На сите нас кога ќе дојдеме како посетители овде ни изгледа како бајка, значи има многу работа за сето тоа да се оживее. Да, вака кога ќе дојдат тука посетителите, за да изгледа вака убаво и да може посетител 2-3 сати од денот да помине убаво, сето тоа бара доста напор, доста труд, трчање, координирање, пред се финансии многу треба, пошто ова е работа каде што треба многу финансии. Секое животно си има потреба, значи, од храна, од сместување, услови за живење, односно благосостојба, така да доста има трчање, доста има постојано надгледување на сите тие работи, координирање и така. Сакам да ве прашам, која финансира работата на зоолошката градина? Па финансиите, ние сме установа, јавна установа, која што не финансира градот Скопје, поголемиот дел. Сме под буџет дел сме од Министерство за култура и секако донатори кои што сакаат да помогнат на зоолошката градина. Кои се вака посебни некои донатори кои што со години ве придружуваат? Па вака донаторите кои што сакаат да помогнат на зоолошката во работата на зоолошката градина секако помагаат на повеќе начини. Тие можат приватни компании да речеме, можат да го рекламираат својот производ, односно својата фирма, со тоа што даваат одредена сума, за да не дават одредена сума на пари, можат тоа да го направат преку донација на одредена храна, да речеме месо за еден тигар, да обезбедат за една година и си ставаат
свој некој билборд или некој пано каде што си се рекламира таа компанија, така да и тие имаат бенефит и ние имаме бенефит, се овозможува добивање на храна за едно животно за една година и пишува, например, таа компанија се грижи за тоа и тоа животно. Има ли интерес од страна? Да, има интерес доста, пошто доста е посетена зоолошката градина, е место каде што доаѓаат сите, можам да кажам, од најмалите деца, од сите слоеви, значи од како да кажам, значи сите слоеви на луѓе доаѓаат тука и доста сме посетени. Негде ни се движи бројката на посетеност меѓу 250 и 300 илјади посетители годишно. Значи тоа е стварно многу сериозна бројка. Да, посебно за викендите, нели, зоолошките градини се посетувани за во текот на викендот најмногу и нормално не период пролет и есен кога што временските услови дозволуваат се добри, односно времето не е жешко или не е многу ладно, како на зима кога е многу ладно, нели нема посетеност, и на лето кога е премногу жешко нема посетеност. Тоа е секаде така, доста зависиме, посетеноста зависи од временските услови. Благодарам. Ајде сега да продолжиме. Дечињата имаат ли уште прашања? Да видиме кој ќе го постави следното прашање. Повели Злата, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Тања и сакам да го прашам директорот колку месо јаде еден лав за една година. Ова е навистина убаво прашање. Директоре, знаете ли точно колку месо јаде еден лав во текот на една година? Мораме да знаеме за секој животно точно колку јаде. Секој животно си има своја таблица на исхрана. И според таа таблица се исхрануваат животните. Лавовите, како во групата, значи карнивори, односно месојадни животни, се исхрануваат исклучиво со месо и еден лав, да речеме, дневно јаде околу, на едно јадење, на едно хранење јаде околу 10 кг, од меѓу 8 и 10 кг месо, зависно дали е зимски или е летен период, пошто имаме зимска и летна таблица на исхрана. Во зима е поголема количината, значи квантитативно се зголемува поради поголемото неопходноста од трошење на енергија во зимскиот при ладни температури. Така да можам да кажам дека годишно негде еден лав јаде околу 1500 кг месо. Тоа е колку 2 цели месари да им влезе да ги изеде. Да, значи имаме 5 лава моментално. Така да може да израчунаме дека околу 5-6 тони месо годишно оди на исхрана само за лавовите. Тоа е неколку камиони вака. Тоа е неколку камиони, значи доста по тоа може да видите колку е неопходноста од финанси само за исхраната на животните, а плюс условите грејење, ладење и така натаму. Научивме нешто многу интересно сега. Ајде да одиме со следното прашање да видиме. Злато, кое е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Клара и моето прашање е која животно бара најголема грижа? Ти благодарам, Клара. Ова е убаво прашање. Има ли некој животно кој бара најголема грижа, а некој кој бара помала? Па вака сега, значи грижата мора да биде подеднаква за сите животни. Тука нема двоење на животните, на видовите. И сега има животни кои што бараат одредени услови, доста мора да се запазат строго условите за да не дојде до несакани последици. Пред се тоа рептилите кои што се поикилотермни животни, односно нивната телесна температура зависи од температурата на надврешната температура. Терариумот е доста така изискува многу пратење постојано на влага, температура, многу е важно, доколку малце не се прати, односно се заборави да се види грејењето или ладењето во текот на летото, може да дојде несакани последици, така да постојана грижа, најмногу го бараат грижа, односно рептилите, односно влекачите. Потоа мајмуните како примати бараат доста, тие се доста се поосетливи во однос на другите животни, сите мајмуни. Исто така е жирафите, да ги спомнам тука, најмала грижа, значи да кажам најмала грижа бараат оние животни кои што се планински животни, не им треба живеалиште внатрешно, односно затоплување во текот на зимата, како што се знаеме тука ги имаме во нашата држава, тоа се мечката, волкот, рисовите, планински животни кои што се што јадни се, јадат се, мечката да речеме јаде се, волкот исто така. Се адаптирани на нашата клима. Да, адаптирани се секако на нашата клима и има животни кои што доаѓаат, планински животни од некои други континенти, како што е којотот, например, и така натака. Така да, во секој случај, грижата за животните е потеднаква треба да биде за сите животни, без разлика дали се работи за инсекти, дали се работи за
риби, водоземци, влекачи, птици или цицачи. Ме интересира кога се носи некое ново животно од друг континент, му треба ли некој период на адаптација? Па вака сега да речеме и да се носи од друг континент, значи тоа животно доаѓа од тој климатски појас, ако доаѓа од некој умерено континентална клима каде што живее нормално и ние имаме тука таква клима, така да се прилагодува побрзо. Сега, например, ако донесеме пингвините не ги носиме ние од јужниот пол, ги носиме од зоолошка градина која што се наоѓа негде во Европа или во Америка, да речеме Австралија. Така да се адаптирани, тие животни се родени во заробеништво и се навикнати, се аклиматизирани на условите кои што се каде што живееле до тогаш. Така да околу прилагодувањето на животните не сме немале досега некој посебен проблем, односно тие доаѓаат со своји таблици за исхрана и благосостојба што е неопходно за нивното прилагодување тука. И ние се водиме кон тие услови што кон тие да речам да ги обезбедиме оние услови кои се неопходни за тоа животно тука и ги обезбедуваме претходно за тоа кога ќе дојде животното да се биде наготово и да биде прилагодено, пошто тоа е најважно фактички, и исхраната, таблицата на исхрана да може да се продолжи со онаа храна која што се хранела там каде што живеело негде во Европа, да речем, во Лондон или во, не знам, или во Франкфурт и така. Да не почувствува разлика. Да не почувствува разлика, што е најважно, што и за луѓето е многу важно исто така, нели? Ти поидеш негде во Англија, таму сакаш нели нешто слично да јадеш, што си јадел тука манџа например. Така, исто и животните, така, животните си бараат, значи нешто да се што побрзо да се прилагодно на исхраната која што ја користеле до тогаш. Навистина имаме убав разговор, да, и убави работи учиме денес, почитувани гледачи, се надевам дека уживате и вие. Ајде уште едно прашање да видиме да постави Леона сега. Злато, кое е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Леона и сакам да го прашам директорот дали некогаш се случило некој животно да избега од зоолошката градина. Благодарам, Леонче, ова е навистина убаво прашање. Се случило ли некој животно некогаш да побега? Па вака, значи една од главните задачи на луѓето кои што се грижат околу безбедноста, здравјето и така натаму, исхраната на животните, во секој случај, односно на зоонегователите, е секогаш да се проверува дали животното е заклучено, дали усвари вратата е заклучена, да се проверува по два пати и секогаш имаме дупло заклучување, односно две врати да не може од една да кога биде заборавена да не биде другата, така да се случувало од едната во другата во тој меѓупростор да избегне, но кога втората врата е заклучена, така да сме немале нешто посебно и посебно е важно за имаме опасни животни, значи кои што како зверовите мора постојано да се контролира електричната ограда која е задната бариера со посетителите. Така да нема, ја од кога сум тука не се сеќавам дека некој животно побегнало. Така што не би било фино да прошетат тигаров низ трговски центар, например, или тоа е нешто што не треба никогаш да се случи, затоа што тие се опасни животни. Се случувало, значи во многу зоолошки градини, но во нашата засега, фала Богу, нема побегнато животно. И доколку нешто има, подготвени сме, значи да се реагира во секој момент. Па нормално, значи мора тие мерки на предосторожност, односно заштита си, имаме тука пушка за успивање, боева пушка, каде што не дај Боже мора да се интервенира, се работи со опасни животни, но затоа секогаш мора да се проверува зоонегователите пред се име благосостојбата и безбедноста на самите животни, на вработените и секако на посетителите кои што доаѓаат во зоолошката градина, да. Уште еднаш ќе кажам, многу е лесно да е посетител човек овде да дојде и да види колку е се тоа така убаво и како се убаво животните си се сместени, наранети, негувани, чувани и слично, но многу малку луѓе се ставиле функција да размислат колку е тешко сето тоа да се организира и каква одговорност е да се чуваат такви, поготово да кажам, тие диви и опасни животни, значи крволочни и месоја. Одговорност и да постојано, значи дома и кога не сум на работа, се проверувам, се мислам често пати довеѓам на работа навечер да проверам дали е секако што треба чуварската служба која обезбедувањето во текот на ноќта прави секогаш контроли, да не е нешто заборавено, да не е нешто така, да тоа е една од од најважните, значи се покрај благосостојбата на животните. Безбедност е една од најважните работи во зоолошките градини. Ви благодарам. Тоа беше се за денес, почитувани гледачи. Сакам да ве прашам, драги другарчиња, дали уживавте денеска? Да! Како ви се допадна ова издание на емисијата Супер Звезда? Супер!
Дали си поминавте лудо и незаборавно? Да! Беше ли ова емисија која долго ќе памтите? Многу ми е драго што имавме можност денеска, почитувани гледачи, да снимиме на едно најубавите места во нашата држава. Имавме можност, еве како што идовте, да ја посетиме Скопската зоолошка градина. Лоша вест е што нашата емисија завршува токму тука и токму сега, но добра вест е што во една од наредните емисии ќе се вратиме повторно. Затоа, почитувани гледачи, останете заедно со нас. Следете емисијата Супер звезда на програмата на Македонската телевизија. Се гледаме во некоја наредна прилика, а до тогаш сакајте ги мама и тато и бидете добри. Чао, пријатни до гледање. Чао, чао, чао. Пак не жи. Чао.